Сето ова е многу значајно затоа што за да се регистрира ЛАК, за да си направат стратегија, првично ги прават стратегиите, кои што во иднина им ги дават и насоките како самите лагови ќе функционират, односно кои им се приоритетите. За да се регистрира еден ЛАК, односно се потребни две општини. Правилото е дека една општина, доколку е основивач на еден ЛАК, не може да биде членка во друг ЛАК, затоа и лаговите може да покријат поголеми територии. Она што досега е пракса кај нас, две општини формираат, дополнително со бизнис заедницата и граѓанските здруженија. Така да, процесот кој го изодевме, се надевам дека беше поприлично долг, но моравме да почнеме од нешто. Натаму овие следни години секако се планирани и понатамошни поддршки, инаку само поддршката оди преку програмата за рурален развој. И една битна ствар е дека токму лаговите кои што ги добија овие средства во зависност од нивната имплементација ќе мора да спроведуваат јавни набавки, што е уште едно дополнување само на одговорноста на трошењето на јавни пари, а ние како Министерство секако дека ова е една од мерките кои што во иднина ќе сакаме да ја акредитираме и ќе може за ова мерка, наместо да трошиме наши домашни пари, ќе може да трошиме европски пари. Она што исто сакам да го напоменам, значи покрај пријавените за регистрација 11 лага беа регистрирани, денеска 9 ги добија договорите во кои што ги исполнија сите услови и критериуми. Целта на нас секако е дека да ја покриеме целата територија на државата, со некои проценки потребно е некаде 30 на лагови, што значи дека во иднина имаме доста работа, затоа ги мотивирам и овие првичните лагови кои што ќе бидат водилка, да кажем, и за останатите, токму да ја промовираат ова идеја, да видиме позитивни резултати од нивните стратегии, односно од нашето финансирање. Делот само да напоменам дека во зависност од нивната стратегија, знам дека имаат активности за набавка на контейнери, обележување на патеки, одредени изградби кои што ги имаат зацртано во нивните планови.